Следува нашето второ гостување, една многу бава тема, не би рекла, меѓутоа настан кој што заслужува внимание, односно од 20 до 22 февруари хотел Александар Палас ќе биде домаќин на 14-тото издание на сајмот за венчавки. Ангела Апостоловска-Петрески, водителка на настанот, ќе биде секако наша гостинка утрово, од која што ќе ги дознаеме сите детали за овогодишното четврто издание на манифестацијата. Добро утро и добро ни дојде прво. Добро утро, драго ми е што денеска вака заедно ќе се разбудиме. Јас ќе се разбудам, вие веќе сте будни. Добро, ама имаш искуство по утрински програми. Еве кафето ќе си ги спијам со вас и добро утро на сите гледачи. Добро утро уште еднаш. Ангела, што го прави 14-тото издание на Wedding Expo Скопје поразлично од претходните години? Секоја година си има некоја своја приказна. Јас би рекла оваа година се представува една многу специфична приказна со тоа што македонски професионалци од сите сфери на свадбената индустрија 3 дена ќе бидат на располагање, што се вика 24 часа, не, но од сабајле до вечер на сите идни младоженци кои што сакаат, но од оваа година некако повеќе се оди на таа промоција дека ова не е само саем за младоженци, туку е саем во кој што се добредојдени сите, било родители на младоженците, било кумови, девери, деверуши, што и да е, па дури кажувам многу често, отворен повик имаме и за сите матуранти, затоа што тука ни е предстојниот период со матурите, а ова е место каде што ќе можат на едно место да се ги завршат сите работи во 3 дена. Ајде да откриеме на кратко што се ќе има, затоа што има над 50 изложувачи, наистина еден огромен простор, обезбеден и за венчаници, костими, бурми, меѓутоа што е она што ќе преовладува на овогодишниот сајм? Така, убавото е што секогаш сите гости кои што доаѓаат со некоја идеја, завршуваат со конкретен план, завршуваат со многу понуди, со многу контакти, со многу услуги веќе или нешто купено или нешто договорено. Во тие над 50 изложувачи кои што ги имаме на 2000 метри квадратни, има буквално како што кажавте, дури од веренички прстен, тоа го кажуваме доколку еве не стигнал да купи, ние ќе го средиме и тоа. Бурми па се понатаму, одиме преку шминка, фризура, парфеми, козметика, има исто така костуми за младоженците или за машкиот пол, за кои да, невестински фустани, чевли, па одиме се до декорација, кетеринг, торти, покани, ресторани, се едно што музички подлоги нели презентираме, фотограф, видеограф, значи комплетно се што е потребно. Се што е потребно за младите да си ја завршат работата во 3 дена, затоа што таа приказна е приказна за паметење, а ние ја правиме многу магична и многу глатко да биде сето тоа, да дојдат со идеја, да заминат со конкретен план, но исто така таа идеја да има една многу убава реализација од врвни професионалци, да биде со стил, но сепак ќе кажам по многу пристапни цени, затоа што саемот не е саем доколку нема ексклузивни понуди, саемски попусти и слично, кои што се валени само тие 3 дена. Значи, поврзани се како една мрежа, претпоставам таму како што успеав да разберам, каде што ја покажувате и важноста на координацијата помеѓу сите учесници, односно свадбени добавувачи, што значи доаѓањето на еден ваков саем може да представува една генерална организацијска проба. Апсолутно. Апсолутно. Саемот секогаш кажуваме повеќе од само разгледувачки сегмент и има повеќе од разгледувачки карактер. Ние гледаме да има и едукативни делови. Значи, едукација која што е континуирано на главната бина. Било со презентации на трендови, шминка и слично. И сето тоа да биде така друштвено завршено некако со музички подлоги, со концерти, настапи и слично. Така. Започнува на 20 февруари, така што имате навистина интересна програма подготвена познатите, и за во венчаници. Сега гледам. И во однос на отворањето на првиот ден од сајмот, меѓутоа и за сите 3 дена, навистина интерактивни содржини, така што ќе може да видат посетителите, освен она пошто дошле како потреба за подготовка пред свадба. Ете така, петокот е секогаш многу интересен дел. Има повеќе сегменти кои што се опфатени во петок. Започнуваме со гудачкиот квартет на Пламенка Трајковска. Понатаму имаме првиот танц, нели? Секогаш е битен првиот танц. Ние даваме еден предлог за поразличен прв танц, а тоа е аргентинско танго.
за после тоа да го имаме Никола Перевски "Пере нокаут", кој што ќе отпее една од најпеените песни кои што се по свадби, да кажеме, и како што каже и колегата Ване, имаме една многу позната ревија на познатите во венчаници. Тоа означува дека јавни личности од сите сфери во Македонија ќе бидат модели на венчаници и костуми, за да завршиме и со едно изненадување со Антонија Гиговска, коктел забава и слично, а другите 2 дена, како што кажав, има и индивидуални ревии, има музички подлоги, музички бендови многу, исто така едукација, презентирање на шминка, фризура и се она што е потребно во склоп на целата церемонија. Токму така, да ги повториме деталите, над 50 изложувачи на повеќе од 2000 метри квадратни, попусти, убава програма, убаво дружење, 3 дена, локацијата? Локацијата Александар Палас. Не се менува. Да, така. Исто традиционално и многу важно е тоа што картите се по многу символични цени од само 200 денари, значи е нешто што може секој да си го дозволи, нема ни да почувствуваат во буџетот. Се наоѓаат на МК Тикетс, може да ги набавите на karti.com.mk, како и на билетарата на Александар Палас. Благодариме. Благодарам и јас, па ве очекуваме.